би сакал како пратеник од Социјалистичката партија на Македонија да го истакнам и мојот став по однос на овој извештај, пред се заради актуелноста, бидејќи сите сме свесни, сите знаеме дека генерално правосудниот систем, значи јавно обвинителството, јавното обвинителство и судскиот систем во Република Македонија се на она ниво на кое што се зборува претходно колегите, со 2% доверба, се една од институциите, водечка институција по корупција, односно по нефункционалност. И затоа довербата кај граѓаните е само 2%. Јас би се навратил малце назад за да кажеме како всушност и доаѓа до формирањето. Некаде во 2007 година, бидејќи непресушна тема е ова постојано околу реформи во јавно-обвинителскиот систем, реформи во судскиот систем и слично, во 2007 година се одлучи во делот од оној член 36, чинам дека беше во законот за јавно обвинителство, да се формира независен и посебен орган со посебен закон. И така настана овој Совет на јавни обвинители. Се оформи во посебен орган, независен. Тогашното барање и тогашната замисла на тогашната власт беше дека треба да формираме едно тело кое што ќе се издигне над јавното обвинителство, ќе биде на некој начин контролор на јавното обвинителство, на тој начин ќе зголемиме довербата помеѓу граѓаните, тоа тело ќе предизвика да имаме контрола на работењето на институциите, ќе ги уедначи начинот на работењето на тоа јавно обвинителство, ќе ја зголеми транспарентноста помеѓу предметите и слично. Тоа беше основната задача при формирањето на овој орган. 10 години подоцна, во 2017 година, повторно се зборуваше околу тоа дека ова тело на некој начин е нефункционално. Односно, целиот јавно-обвинителски систем е нефункционален. Па се најавува оние силни реформи од претходната власт, кои што резултира со законски измени во 2020 година, кои што се применија веќе во 2021 година, каде што се додели на овој орган и независен буџет, да има и поголема улога во своето функционирање и слично. Денеска за извештајот, ако погледнеме извештајот во 2023 година, ќе видиме, бидејќи председателката на Советот детално го прочита извештајот и тука не би се повторувал, но ќе видиме дека генералните црти на извештајот е дека се одржале 23 седници на кои што се разгледувале јавните огласи објавени за прием на нови обвинители, се примиле 42 нови обвинители, тоа е генерално дополни тука председателката на Советот и одредени препораки, бидејќи тој дел во овој извештај ги немаше, значи немаше посебна глава препораки што треба да се преземе, но дополни во одреден дел, затоа малце подосна ќе се осврнам и ќе зборувам. Сето ова што можеме да го видиме во извештајот, бидејќи јас сум водел човечки ресурси, можам да ви кажам дека го прави едно просечно кадрово оделение за еден месец. За сметка на таа работа, за работа на едно просечно кадрово оделение за еден месец, ние имаме потрошено 460.000 евра годишен буџет за 23 одржани седници. Што би се рекло дека една седница државата ја чини 20.000 евра. Државата дала 20.000 евра во луѓе кои што се однесуваат исклучиво само како кадрово оделение и кои што основната задача им е бирање на обвинители. Целта на овој орган не е таа. Целта на овој орган е преку тие месечни извештаи и на крајот годишен извештај да ја коригираат работата на јавното обвинителство. Се очекува дека овие луѓе на начинот на кој што се избрани ќе бидат под број 1 врвни во фелата на своето работење и први помеѓу еднаквите поголеми професионалци од оние кои што веќе работат во јавното обвинителство и под број 2 преку своите препораки кои што ќе ги даваат према јавните обвинителства кои што доставуваат до нив извештаи, ќе се обидат да ја коригираат нивната работа, бидејќи сите знаеме дека не ажурно работат. Тоа е фактичката состојба. Дури и самите во својот говор, председателке, вие кажавте дека настапуваат застареност на голем број предмети, тоа вие го лоцирате. Зошто настапува застареност кај голем број на предмети, јас тоа се прашувам. Не е само заради тоа што наводно нема обвинители.
Вие цело време потенцирате, немаме доволно пари, пазите се, немаме доволно пари, 20.000 евра на седница не кошта, немаме доволно пари, не сме доволно екипирани, јавните обвинители треба да ги изголемиме. Па погледнете колку предмети решава еден јавен обвинител. Зошто, како може да му застари предмет? Не е тоа само заради измени во одредени закони, еве да го споменам тука кривичниот закон, па и поминатите во минатото со претходниот кривичен закон за стареност кај високо коруптивни предмети кои што беа во интерес на државата практично не настапуваш. Бидејќи таму немаше определен рок, дури одлуки имате Врховен суд, таму не настапуваше застареност, се влече со години. Сега може да настапи застареност, апсолутната е 10 години. Пазете вие се, јавно обвинителство има предмет, ја самото може да постапи под опрен глас, не постапува, тера со години. И после доаѓа и вика, видете, вака предмети ве застареа. Па застареа зашто вие ништо не работите, затоа застареа. И сега се јавува сомња, зошто не работат. Како тоа предмети каде што се инволвирани структури одредени блиски до јавното обвинителство, никако не се покренуваат, секој пат застаруваат, воопшто не влегуваат ни во предистражни постапки, камоли во истражни постапки. Тоа ја јавува сомнешта дека нешто се случува таму како што не треба, кај сите засегнати во државата, сите граѓани кои што тоа го гледаат. И сега, тоа не е само паушално зборување, него ние тоа го гледаме преку примерите кои што постепено се објавуваат во јавност за начин на кој што се однесуваат одредени обвинители, сега да не ги спомнуваме. Кога зборуваме за начинот на избор, јас очекував дека ова тело, и таква му беше намерата на формирање на ова тело, ќе ги избере најспособните и најврвните. И сега во 2023 година, меѓу другото, заборавивте да кажете дека во овие 42 обвинители, вие го примате и синот на Талат Џафери, за кој што претходно се зборуваше дека пред да дипломира положил правосуден испит, што вие знаете, вие сте правник, не знам како е возможно, и таму избрана жената на Абази. Од морална гледна точка, ова не е во ред. Се да е во ред, не е во ред. Особено каде што станува случај за веќе искомпрометирани на некој начин. Вие се однапред сте свесни дека со таков избор дополнително го уривате рейтингот и довербата на граѓаните спрема во овие институции. А ако не функционира јавното обвинителство и не функционира судството, ништо во една држава не функционира. Ама ништо. Можете вие да направите МВР да функционира феноменално, џабе ако овие два органа не функционираат. И тука ние ја наоѓаме причината, прво да се постави прашањето, дали со вашата самостојност, формирана уште во 2007 со посебен закон, идејата и интенцијата на формирање на вашето тело во 2023 година, значи 15 години подоцна кога гледаме, можеме да видиме, да заклучиме дали воопшто вие има генерална потреба да постоите. Ако вие постоите само за да бидете кадрово оделение, тогаш многу ве плаќаме. 20.000 евра за еден состанок на кадрово оделение, 460.000 евра за обично кадрово оделение. Па со 460.000 евра ќе направиме кадрово оделение, ќе ги покрие Созарот, ќе го направиме, ќе ги покрие кадровите прашања на сите институции, не само за јавното обвинителство. Колку препораки вие јас сега сакам тука да видам, например, кои се тие предмети кои што се кочат и кои што застаруваат, мора да имат одредена форма. Колку препораки вие сте дале према обвинителите, нешто да преземат. Ме интересира тука и колегите кажа околу случајот кај што вие наведувате дека се направиле сериозна повреда во работниот однос на одреден јавен обвинител, да вие сте го казниле 6 месеци по 30%. Па видете, јавните обвинители во Македонија решаваат судбини. Знаете што правеа јавните обвинители? Од него зависи се. Тој со судбини решава на луѓе. Доаѓаат луѓе, ги вика на сослушување, па ќе биде преостапка, па нема, па то се влече со години. Луѓе во, да речеме, еве, ако не е виновен, тој што е виновен во ред. Ова што не е виновен се докажало на крај не завршува со обвинителен акт, а го влечеле низ институции со години. И сега вие за таков некој за кој што сте му отвориле дисциплинска, му викате, добро, да јаде 30% 6 месеци. Но овој животот му упропастен трајно. А вие го казнувате 30% 6 месеци. И се кој е таму споредбата? Па тој во најмала рака треба да збориме да добие отказ. Тој не е само за отказ. Кога ќе сгрешиш во работа на вака сериозно, затоа се плаќаат јавните обвинители, толкави плати зимаат. Он не смее да си дозволи грешка, ова не сгрешил службеникот, не сгрешил шоферов.
не го исправ возилово на функционерот, чекај да го казниме. Ова се сериозни грешки кои што многу сериозно треба да бидат санкционирани, да не се случува. Ако застари предмет во фиока на јавен обвинител, како е тоа? Викат имам застарени предмети. Да, јас знам и вие знаете, има застарени предмети. Па кој обвинител е повикан на одговорност за тоа што му застарил предметот? А еден куп такви има. Еден куп има. Факт е тоа. Или мене ме интересира, законот се смену, па затоа застариле предметите. Па што дремеле до сега? Ај тој што дошол до суд, па застарела, а овие други што дремеле до сега, па чекале да му поминат 10-15 години, ви имате предмети, го влече јавниот обвинител 13 години од сторувањето. И сега дошло време, тој предмет застарел, па ова што прави обвинителот во меѓувреме? Тоа се тие работи кои што треба да се одговорат. Затоа сметам дека вашава насока, јас очекував од вас како орган, тоа го зборував и минатиот пат за некои други комисии, тела кои што се дискутабилни воопшто дали треба да постојат, бидејќи не оправдуваат основата за своето постоење. Вие само истакнавте сега дека законот за обвинителство треба за јавно обвинителство да се смени и законот за Советот за јавни обвинители, во кој што вие барате с големи ингеренции. Таква приказка, каде што вие барате с големи ингеренции, досега ние во годиниве наназад се обидовме да ја направиме. И во 2007, гледам дека беше во 2020, мене ако ме прашате, јас сум против тоа повторно да се врши тест проба со вас и да се даде према вашиот орган зголемена доверба. Бидејќи до сега со ништо вие таа доверба не ја оправдавте. Тука може би вие лично се наоѓате засегнати бидејќи сте сега. Тука генерално сите оние кои што работеа во тој орган, особено во изминатите години каде што бевте преполнети со контраверзии на вашето работење. На крајот од денот, да заклучам, 460.000 евра истрошени за 23 седмици, 20.000 евра, државата ја чини кадрово оделение, кое што реални измени и подобрување во јавно-обвинителската област не направи. Ниту пак во овој извештај имаме глава, во најмала рака глава, препораки, каде што вие како врвни и стручни луѓе од таа област, вие такви треба да бидете, врвни и стручни луѓе од таа област ќе ги дадете. А не сега само да ни кажете сменете ги овие два закона. Тие два закона промена ги правевме наназад, знаете колку пати, ништо тоа не било. Реално да видиме, па треба ова да направиме, треба она, на крајот од денот, бидејќи вие сте органот над сите, генералната и првата одговорност ја сносите вие генерално како орган. Оттаму барањата на колегите да си дадете оставка, а јас би отишол и подалеку, барањето на одредени колеги да не постоите како орган е можеби најадекватно и најисправно во овој момент. Благодарам.